Централен дневник на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Да погледнеме кои се настаните кои го одбележаа денот. Православните верници денеска го прославуваат Велики четврток, 2 дена пред Великден Христовото воскресение. Нови апарати за подобра здравствена услуга на пациентите во Велес и Кавадарци. Семејството Давчевски од Велес ќе ги дочека великденските празници во новиот дом. Православните верници денеска го прославуваат Велики четврток, 2 дена пред Великден Христовото воскресение. По тој повод екипа на К1 телевизија беше во домот на 75 годишната Љубица Павлова, која ја раскажа символиката за Велики четврток. Денеска е Велики четврток, ден кога православните верници ги вапцуваат великденските јајца. Домакинките рано наутро пред изгреј сонце, по обичај најпрво вапцуваат по 3 јајца, а потоа и другите. 75 годишната Љубица Павлова ни ја раскажа символиката за Велики четврток. Таа вели, јајцата вапцани пред изгреј сонце не се расипуваат и по неколку години. На денешен ден се вапцуваат јајцата на Велики четврток. Друга работа не се работи. Само това. Јајца се вапцуват. Сега кој како, кога може тога и главно ние постарите се уште тоа си го правиме порано да се вапцат јајцата да не тојка не е огреано сонцето. Првото вапцано јајце представува символ на животот. Според обичаите треба да се чува преку цела година за среќа и берикет во куќата. Првото јајце јас колку што знам и од после што сум слушала, ги вапцуваат за децата мали, мајките си ги бањаат со нив. За бањање. Првото јајце едно, две колку ќе си вапца и со тоа јајце си ги бањаат мајката, детето си го бања. На Великден се вапцаат само црвени јајца, бидејќи црвената боја ја означува крвта на Христос. Порано со вапцаните јајца домакинките оделе од куќа на куќа и им давале јајца на помалите деца за здравје и среќа, вели баба Љубица. Мојата мајка, паметам како дете, стануеше рано, по 100 јајца вапцуеше и пазла. Ама се одело по фамилија, по роднини, по комшии. Кога ќе донесеме јајца еден куп, ама како сме взимале така и мајка ми давала. А сега не одат така деца како порано што одле. Велики четврток е ден на измешани чувства на оплакување на маќите на Христа и радост за неговото воскресение. Со вапцувањето на великденските јајца започнуваат великденските празнувања. На Велики четврток е востановена светата тајна причеста, поради што се верува дека и на најголемите грешници кои ќе се причестат на овој ден, ќе им бидат простени гревовите. Митрополитот по Вардарски господин Агатангел вечерва на Велики четврток отслужи утрена богослужба во храмот Успение на Пресвета Богородица. Голем број верници присуствуваа на светата литургија. Вечерва на Велики четврток во храмот Успение на Пресвета Богородица, митрополитот Агатангел во служение со клирици од Велес отслужи утерна богослужба на која беа прочитани 12 страдални евангелија со кои се опишани настаните поврзани со распнувањето и страдањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Че да уште малку сум со вас, ќе ме барати како што им реков на јудаиците дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете, и вам ви зборувам сега нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив. За христијаните ова е многу значаен ден. Голем број верници вечерва присуствуваа на светата литургија. Велат зраците во муграта и изгре сонцето го наговестуваат Христовото воскресение. На овој ден се востановуваат оние начала, например, и кога Господ Исус Христос вели земете, јадете, ова е моето тело кое за вас се прекршува за простување на гревовите.
pijte od neja, a ova je moja krv, koja za vas se proleva za proštuvanje na гребовите. Ова е многу голем ден за мене, како и за сите христијани. Па најубав ден е за нас, за православните. Велик ден од денеска почнува со фарбање на јајца, еве помолување во црква. Со други зборови, на Велики четврток почнува светотаинствениот живот на црквата. Денот започнува со Христовите последни поуки за карактерот на љубовта, што треба да ја стекнеме ако сме негови. Се памти миењето на нозите на апостолите, што го направи сам, а завршува со предавство на Богочовековиот Исус Христос на првосвештениците и фарисеите, извршено од Јуда Искариот. Главно за овој значаен ден од страдалната седмица е дека Господ ги востанови двете суштествени тајни за нашето спасение, Светата Евхаристија и Исусовата молитва. Од град во село за нов почеток е новиот проект кој го промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Со истиот се предвидуваат пакет мерки и бенефиции кои ќе го поттикнат населението за враќање во селата. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го промовираше проектот Од град во село за нов почеток. Во овој проект се предвидуваат пакет мерки и бенефиции со поттик на населението за враќање во селата. Секој корисник на проектот ќе добие пакет бенефиции и поддршка преку субвенционирање на трошокот за купување, обнова или градба на куќа, најмногу до 6.000 евра, бенефиции за бесплатно државно земјоделско земјиште до 3 хектари, како еднократна месечна субвенција до по 15.000 денари во текот на 18 месеци, информираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Нашата цел е преку проектот Од град во село за нов почеток обезбедување услуги кои во комбинација со веќе достапните мерки и активности што се нудат преку програмата на владата на Република Македонија ќе стимулираат враќање на животот во селата и унапредување на социо-економските услови за живот во руралните средини во Република Македонија. Истовремено, давање на една шанса повеќе, ова е една шанса повеќе, на оние кои се невработени или пак имаат многу ниски примања во семејството. Проектот ќе може да го користат лица кои претходно мигрирале од село кон град и се уште имаат имот на село, кои мигрирале, но не го задржали имотот на село, како и невработени лица од град или пак вработени, но со многу ниски примања, односно со вкупна месечна нето плата на целото семејство до 21.813 денари. Потребно е да имаат конкретна бизнис идеја за самовработување и што има потенцијал да генерира нови работни места. Проектот се однесува за населување на селата кои се до 500 жители. Корисникот ќе има обврска 10 години да не смее да го отуѓува имотот, ниту пак да ја намали неговата почетна вредност. Корисниците се обврзуваат да живеат најмалку 15 години на село по започнување на користењето на условите од проектот. Проектот предвидува за оние кои веќе имаат куќа на село да можат субвенцијата од 6.000 евра да ја искористат за реновирање, доградба, надградба на самата куќа или на земјоделски објекти. Оние што ќе сакаат да користат повеќе од 3 хектари земја за обработка, ќе може да добијат дополнително државно земјоделско земјиште по стандардните услови. Еднократната месечна субвенција во тек на година и пол, што вкупно ќе изнесува 270.000 денари, како што рече Груевски, треба да ја осигури екзистенцијата во периодот додека не стасаат првите приходи од земјоделската дејност. Наша интенција е да се искористат огромните потенцијали кои што ги нуди македонското село. Целта се селата до 500 жители, односно оние кои што се со помалубројни жители, бидејќи тие се на границата на целосно иселување. Истовремено, ова представува неповторлива можност за оние кои што се преселени и живеат во град, а особено што имаат некакви ресурси во местата од каде потекнуваат. Например, собствен имот, стара куќа или пак некаков земјоделски капацитет кој има некаков потенцијал да биде рестартиран. Како што укажа Груевски, ваквите проекти се применуваат и во други земји во светот и во соседството.
Нови апарати за анестезија и гастроскопија доби Велешката болница. На овој начин се подобрува здравствената услуга на пациентите. Во посета на Општата болница во Велес денеска беше министерот за здравство Никола Тодоров. Нов апарат за анестезија доби Велешката болница во Велес. Истиот е веќе пуштен во употреба, а преку него веќе се направени над 20 интервенции. Ова денеска го изјави министерот за здравство Никола Тодоров, кој беше во посета на болницата. Воедно покрај апаратот за анестезија, набавен и апарат за гастроскопија. Како што најави министерот, со овој апарат двојно ќе се зголеми бројот на дијагностички процедури. Ако досега се правеа само во текот на една недела 2 дена ваков тип на дијагностички процедури се интервенции, сега ќе може тоа да се прави секој ден. И наместо околу 500 колку што годишно се правеа вакви дијагностички процедури во Општата болница Велес, ќе може да се прават 1000 во текот на годината. Што значи двојно ќе се намали времето на чекање и двојно поголем број на пациенти ќе може да добијат оваа дијагностичка процедура. Со дел од средствата кои Министерството за здравство ги заштедело од централните набавки и овозможувањето на конкурентноста со паралелниот увоз на лекови, целосно ќе се реконструира надворешниот и дел од оделенијата во болницата. Исто така, потоа ќе следи и реконструкцијата на инфективното оделение, затоа проектот е во завршна фаза, тоа се двата инфраструктурни проекти кои што ги најавивме. По завршувањето на проектот ќе се отпочне процедурата за набавка, со што ќе се избере изведувачи за ова оделение. Според директорот Атанас Василев, новонабавените апарати и модернизацијата двојно придонесуваат за поквалитетно здравство. Новата апаратура која што сме планирали да ја донесеме до крајот на болницата, која например новиот колоноскоп што планираме да го донесеме, севкупно ќе значи позадоволни пациенти. Со оваа реконструкција ќе биде опфатен само главниот објект на Општата болница. За реконструкцијата првично беа наменети 25 милиони денари, но оваа сума е намалена на 18 милиони денари преку електронско наддавање. Општина Кавадарци донираше нов ЦТГ апарат наменет за оделението за гинекологија и акушерство при Општа болница Кавадарци. Овој апарат е наменет за контрола при блиска или ризична бременост. Во изминатиот период болницата доби нови апарати донирани од Министерството за здравство. Нов ЦТГ апарат доби гинеколошкото оделение при ЈЗУ Општа болница Кавадарци. Со предходна одлука на Совет, оваа донација е обезбедена од локалната самоуправа, онаму каде што е најпотребно и онаму каде се раѓа нов живот. ЦТГ апарат кој што е во функција на целото оделение, меѓутоа најмногу во функција на трудниците од Кавадарци. Општина Кавадарци секогаш помагала на Општа болница и на ЈЗУ здравствен дом и овој тренд го продолжуваме како со денешниот ден, така и во натамошниот период. Имаме уште неколку други донации, меѓутоа за тоа ќе преговориме тогаш кога ќе ни заврши постапката. Овој апарат е наменет за контрола при блиска или ризична бременост, кога е потребно следење на срцевата реакција на плодот и на матката. ЦТГ апаратот е од особена важност за следење на состојбите во тек на породување. Инаку ние имаме и донации и до сега веќе добивме скоро од Министерството за здравство електроенцефалограф и електромиограф, кои што исто така на дневното одделение ќе бидат од корист за населението на општина Кавадарци, а очекуваме наскоро да добиеме и други апарати исто од Министерството за здравство. Во минатиот период болницата во Кавадарци доби донации на нови апарати од Министерството за здравство кои беа од големо значење за одредени оделенија во оваа болница. Овој апарат кој денеска го донесува од општината и апарат со кој ги следиме трудниците на крајот од бременоста или во тек на самото породување. Тие апарати се најмасивно користат на гинеколошките одели, односно акушерските одели, затоа што неопходно потребни се во ова нова технологија сега за да се следи кондицијата и состојбата на плодот каква е. Значи, тој апарат знае некој да ни каже да влеземе брзо, да го завршиме брзо раѓањето, макар со царски ресили и така. ЦТГ апаратот е од голема важност за Кавадаречкото оделение за гинекологија и акушерство, бидејќи овде се пораѓаат родилки од Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија. Семејството Давчевски ќе ги дочека великденските празници во новиот дом. Тие денес се вселија во новата куќа која е изградена со помош на хуманитарното здружение Градиме иднина и останатите хумани граѓани.
Семејството Давчевски од Велес великденските празници ќе ги дочекаат во новата куќа. Со помош на хуманитарното здружение Градиме иднина и останатите хумани граѓани, Давчевски добија нов дом. Чувството е преубаво, благодарение на Илија Јовановиќ и Градиме иднина. Навистина сме премногу среќни и благодарение на сите хуманитарни луѓе што беа, што повторно не донесоа во нашиот дом. Иако куќата се уште не е целосно завршена, Илија Јовановиќ вели дека здружението Градиме иднина и понатаму ќе им помага. Апелирам до сите семејства, до граѓаните на Велес кои имаат застарени кујни кои се функционални и способни за работа, ги молам лично тука да ја донесат да и веднаш ги монтираме елементите. Јас кажав дека за 20 дена направена, Градиме иднина, организацијата од Скопје, со помош на граѓаните и компаниите кои ги и локалната самоуправа од цела Република Македонија, сите што се вклучија, естрадните уметници, спортистите, пејачите, значи мои блиски пријатели, директори и функционери, каде што ги знам во изминатите години, дадов се од себе максимум да се направи ова куќа. Сите средства што се донира во здружението ги вложивме тука. Давчевски се благодарни за досегашната помош. Благодарение на помошта на која ја добивале во изминатите 17 месеци, ова шестчлено семејство успеало да преживее. Куќата на Давчевски е прва во Велешко, во чија изградба се вклучува здружението Градиме иднина. Оттаму велат дека нивна единствена цел е да помагаат во решавањето на стамбените проблеми на многодетните семејства. Годишен велешанец вршил задршки на плата на 133 вработени по основ на кредит, но повеќе од половина од парите не завршиле уплатени во банка, зашто заработил кривична пријава од полициската станица Неготино. Вршил задршки на плата на 133 вработени по основ на кредит, но половина од парите никогаш не завршиле уплатени во банка. Полициската станица Неготино поднесе кривична пријава против 76 годишен велешанец со иницијали БЈ за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Во периодот од 2004 до 2006 година пријавениот како извршен член на акционерското друштво Фабрика за кабли врз основа на административна забрана по основ кредит во Стопанска банка им задржал на вработените парични средства во вкупен износ од 14 милиони 212 829 денари. Од нив во банка велешанецот БЈ уплатил 6 милиони 515 041 денар. Така вработените во Неготинската фабрика ги оштетил за 6 милиони 647 686 денари, пари кои според полицискиот извештај не е познато каде завршиле. СВР Велес поднесе кривична пријава против 24-годишниот ИЈ од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други и психотропни супстанци. Од страна на полициски службеници во Велес бил затекнат пријавениот како му дава хартиено пакување на лицето СС, кој за тоа му дал парични средства. Од извршен преглед било утврдено дека станува збор за 0,16 грама наркотична дрога марихуана. А 37 годишен жител на Лозово заработи кривична пријава за злоупотреба на безвизниот режим и Шенгенскиот договор. Деталите за овој настан во прилогот на колешката Емилија Ничевска. 37 годишен жител на Лозово со иницијали ТД заработи кривична пријава поради злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европска Унија и на Шенгенскиот договор на 11 мај минатата година за паричен надомест од 1500 денари со своето патничко возило Volkswagen Passat. ТД преку јужната граница превезол 5-члено семејство од Лозово, иако знаел дека семејството го правело тоа
поради остварување на социјални права. Според информациите од полициската станица Свети Николе, 36-годишниот ШМ со 33-годишната сопруга ГМ и трите малолетни деца имале намера да ги избегнат засилените гранични контроли кон европските држави, па истите авионски од Солун пристигнале до Германија, каде побарале азил. На овој начин, пријавениот ТД овозможил тие да пристигнат во Германија и да побараат азил. СДСМ обвинува за непотизам и незаконско работење во посебното основно училиште Маца Овчарова. Според нив, неодамна поставената директорка на ова училиште, Татјана Попова, го вработила својот син во училиштето. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН преку писмена реакција ги демантираат ваквите обвинувања. Социјалдемократскиот сојуз од партиската говорница на Општинската организација во Велес обвинува за незаконско работење во посебното основно училиште Маца Овчарова. Според нив, неодамна поставената директорка на ова училиште, Татјана Попова, го вработила својот син во училиштето. Ова представува класичен непотизам, самоволие и злоупотреба на службената положба на кадрите поставени од ВМРО ДПМН. Ги повикуваме надлежните институции да превземат соодветни мерки согласно своите законски надлежности и да известат јавност. Тој додаде дека за злоупотребите мора да следуваат соодветни законски постапки. Писмена реакција испрати Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес, во која се вели: СДСМ не може да се помири со фактот дека Велес оди напред, далеку од пустошот кој го остави СДСМ. Затоа денес мора дрско да лаже, да обвинува и да манипулира. Лицето за кое тие говореа е вработено во Маца Овчарова уште пред 3 години, поточно во месец ноември 2013, во период додека на раководната функција во ова училиште беше претходниот директор. Тоа е така од една едноставна причина, што на СДСМ не им одговара законско работење на институциите. Ним исклучиво им одговара правење на тензии, насилство, деструкција и вандализам, се вели во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Фасадата на градинката Рада Поцева во Кавадарци вчера беше мета на вандализам. На зидовите биле испишани графити со најразлични надписи, а неофицијално ова е дело на активисти на граѓанската иницијатива Протестирам. Фасадата на градинката Рада Поцева вчера беше мета на вандализам, неофицијално од страна на активисти на граѓанската иницијатива Протестирам. Над зидовите беа испишани графити од видот на Протестирам, народот ќе одлучи, СЈО ќе пресуди, овде влада е лудило, фати ме фати ги и слично. За ваквото однесување градоначалникот Панов, кој неодамна испрати порака за мирни граѓански протести, рече дека е згрозен од ваквата слика и ваквиот начин на однесување од страна на активистите. И покрај тоа што имаме многу повеќе изградено од нив, навистина ми е нејасно тоа што во Кавадарци да нешто убаво да се нагрдува и тие да се гордеат со таа работа. Сабајлето видов и на новиот градски плоштад истурено боја. Тие сакаат со кршено, како што ги кршат клупите, столчињата, ги вадат и ги крадат коцките, па дури одат и до таму да предизвикуваат и шумски пожари со цел нели тоа да се препише или на мене како градоначалник или пак на централната власт која има намера да го чува тоа. Овој деструктивен чин сведочи за начинот на кој действуваат и размислуваат активистите на граѓанската иницијатива Протестирам, со кој никој не е поштеден, па дури ни најмладите. Според Советот на Европа, бојкотот на изборите е спротивен на демократијата. Советот на Народната банка на Република Македонија го усвои годишниот извештај за 2015 година. Вестите од земјава во продолжение. Делегацијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа, која што во изминативе 2 дена престојуваше во Македонија и правеше проценка за парламентарните предвремени избори, закажани за 5 јуни, во соопштение наведе сите политички сили да покажат одговорност кон изборите и да го спроведат договорот од Пржино.
А за изборите за јуни парламентарното собрание на Советот на Европа ќе испрати 22 члена делегација за наблюдување на гласањето. Делегацијата, предводена од социјалистот Стефан Шенах, во соопштението потсетува дека предвремените избори беа свикани во рамки на спроведувањето на договорот од Пржино, за кој посредуваше Европската унија со цел да се стави крај на политичката криза што уследи по претседателските и на почетокот на парламентарните избори во април 2014. Откако главната опозицијска партија ги успори резултатите и го бойкотираше парламентот до септември лани. Советот на Народната банка на Република Македонија го усвои годишниот извештај за 2015 година. Во соопштението од седницата на Советот на НБРМ се наведува дека минатата година инфлацијата беше на нивото од минус 0,3%, исто како и во 2014 година. Народната банка интервенира со умерен износ на нето продажба на девизи, при тоа одржувајќи ја стабилноста на номиналниот девизен курс на денарот во однос на еврото. Од друга страна, новите компании со странски капитал кои што имаа солидни извозни остварувања имаа структурно поволен одраз врз движењата на девизниот пазар. Девизните резерви се намалија во услови на нето отплати на обврските на државата кон странство, но и натаму се на солидно ниво. Основната каматна стапка и натаму е непромената на нивото од 3,25%. Домашната економија растеше во 2015 година, кога согласно со проценетите податоци бруто домашниот производ се зголеми за 3,7%, со идентичен износ како во 2014 година. Во споредба со 2014 година, најзначајна промена во придонесот кон годишниот раст имаше градежништвото, пошто следеа трговијата, транспортот и угостителството, додека новите капацитети, ориентирани кон извозот и натаму се значајна карактеристика на македонската економија. Носач на ракета успешно е лансирано од новиот руски космодром Восточни. Терористичката група Исламска држава представува закана без преседан, изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, вести од светот. Од новиот руски космодром Восточни успешно е лансиран носачот на ракета Сојуз 2-1А со 3 вселенски апарати, информира руската вселенска агенција Роскосмос. Представник на државната корпорација истакнал дека стартот на носачот на ракетата минал успешно. Поради автоматските системи кои го откажаа истрелувањето во орбитата, Сојуз 2-1А требаше да биде лансиран вчера утро. Од Вселенската агенција изјавиле дека непосредно по лансирањето ракетата во орбитата ги изведе сателитите Ломоносов Аист-2D и Самсат 218. Рускиот председател Владимир Путин пристигнал на космодромот за да го наблюдува вториот обид за лансирање на ракетата, јави ТАСС. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјавил дека терористичката група Исламска држава представува закана без преседан. На средбата во Пекинг со колегите од Конфедерацијата за заедничко дејствување и изградба на доверба во Азија, јави ТАСС. Тој навел дека ситуацијата на Блискиот Исток се доближи до точка од каде почнува уривање на политичката карта на регионот. Според него, тоа е сведоштво колку е погубен извозот на демократија и насилствата предизвикани од надвор за смена на неподобните режими, вклучително и шпекулациите со религиозниот фактор, при што се предизвикува раскол во муслиманскиот свет. Лавров додава дека поради терористичката закана од Исламска држава, хаосот ги зафатил Ирак, Либија, Сирија и Јемен и отиако таа закана не биде неутрализирана, никој во светот нема да се чувствува безбедно. Посочува дека Русија е крајно вознемирена од растечкото влијание на Исламска држава во Авганистан. Денеска имавме стабилно и суво време. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови низ општините од Вардарскиот регион.
Тоа беше се за денес. Ви посакувам убав продолжен викенд. Пријатно.